Шо правиш, бе, дечко? Ништо е, джезирам. Джезира? Колку джез музиката е важна за ова поднебие? Како и секоја останата музика. Најважна е джезот. Зошто? Дека е најважно. Зошто јас така сакам. Зашто мора. Колку треба да да се изборите за да може да дојдете до тоа што сакате да Колку го... пати дневно или цело време треба да се избориш за нешто да се направи? Секој пат има различни предизвици. Гоцка? Ке се сложам со одговорот, тоа е. На дневна основа зависи на која страна на паричката си. Сакав да кажам, може, ама ти ме праша ова како нешто страшно да е. Не е толку страшно. Не, бе, не е до толку страшно. Извини. Слободно, јави се. Beautiful, beautiful, beautiful. Одлично. Извините, дечки. Ништо нема гајле. Колку музичарите можат да преживеат како музичари со професијата у Македонија? Со музиката е малце зезнато, нели, филхармонија е една институција, џез оркестарот е од поново време друга институција, има уште опера и уште битолскиот оркестар и тоа се единствените позиции кај што може музичар изведуваш да се вработи негде во некој оркестар. Так. Се друго е, нели, школи и така натаму и свирење, тезги и тоа е тоа. Но дали мислиш дека може доколку не се вработи у тие државни институции да функционира и да заработува добро? Може, треба само да се работи малце поактивно. Иначе може. Гоцка? Па може, само според мене ако се занимаваат само со една конкретен жар, мислам дека е малце поспецифично. Каде се наоѓа моментов џез музиката и колку е популарна? Се сеќавам во доцни 90-ти и почеток на 2000-ти и тогаш имаше супер наплив на џез клубови низ градов и тогаш беше многу добро. И сега изминативе 4-5 години некако се расшири тоа и се појавија многу нови супер музичари, нови бендови, артисти што прават своја музика. Тоа е многу добро. Ја би спомнал дека можеби овие факултети што се отворија има придонес. Како и секоја музика и џезот се допира до своите фанови, нели? Едноставно трае тоа. Почетокот на 90-ти, усвари крајот од 80-ти и 90-ти, таа цела деценија доаѓаа многу големи артисти од светската џез сцена и веројатно си остава трага тоа, се пренесува, нели, после од човек на човек. Да, она денеска кој што го правиме е сигурно сублимат на се она што се случува. Тука се случија доста промени со доаѓањето на една екипа млади музичари кои што учеа во Грац. Кога беше пред 12 години, 15? 12-15. Некако така почна да се развива еден друг фазон и они придонесува многу за развивање, односно за инспирација со отварање на школите и овде во Скопје на факултетот за музичка уметност и во Штип дополнително се случи инспирација луѓето да сакаат тоа да го прават. Доколку не би биле музичари, што би била ваша професија? Скипер. Никад не сум размислувал. Не си размислувал стварно? Најсериозно. Ево, нека биде скипер, ја ќе се возам на бродот. Може. Да, добро. Може, Боро, кувар ќе го правиме на бродот. Кувар е исто многу добра, да. Чезар, знаеш кога ќе имам друг пат? Наредна година. Кој сме? 4-18. Дечки, фала ви многу. Фала ви и тебе. Немаме никој надвор. Return time, немаме никој надвор, така е. Се гледаме наредна Како епизода, нема фала ви. надвор никој. Имаме, Цела ама фамилија ми е надвор. дома зборам за моите.